Подпредседателка Петрушевска, подпредседатели на собранието, почитувани министри, почитувани амбасадори, колеги пратенички и пратеници, дами и господа. Денеска разговараме за тековни прашања кои што се поврзани со планот за раст, реформската агенда 2024-2027. Значајна тема која што е суштински многу значајна и која треба јавноста да ја перцепира малку по-длабоко, бидејќи не станува збор за политичка дебата, туку станува збор за суштински и стратешки процес со кој што Република Македонија чекори на патот кон евроинтеграцијскиот процес. Овој пуш кој што го добиваме од страна на нашите пријатели од европското семејство, ова поддршка која што доаѓа како реформска програма, која што се базира не само на финансиска поддршка, туку и логистичка поддршка, преку која што ќе можеме како институции на системот да ги имплементираме и да ги олесниме сите, или поточно кажам да ги адаптираме процесите преку кои што ќе можеме многу полесно да се акцептираме внатре во европскиот организам. И како е суштински важна тема и не треба да се меша со преговарачки процес, ниту пак, како што каже вице-премиерот за евроинтеграција, со билатерални прашања кои што без консензус од македонската јавност беа на несреќа донесени во 2022 година. Ако сакаме да се однесуваме цивилизирано и европски, треба да ги земаме во предвид овие суштински работи пред да пристапиме на било каква друга дебата преку која што ќе се обидеме да дадеме допринос кој што се однесува не само поединечно за некого, туку за сите генерално и за иднината на македонската држава. Од тие причини сакам да ги поздравам чекорите кои што ги направи владата, особено во однос на планот на реализација и имплементација на ЕУ регулативата. Знам дека е тоа процес со кој што сериозно се зафати новата влада и новиот естаблишмент и знам колку е тешко и колку е комплицирано се работи со многу слаби капацитети и инфраструктура која што беше оставена од страна на претходната влада. Но ако земеме да правиме исто така анализа, како се дојде до овој процес, ние не можеме да почнеме да градиме куќата од покривот, туку треба да одиме точно од темелите и да видиме во кој момент и кога Македонија од прва во регионот во Западен Балкан, пример за реформи и со најголема шанса да ги почне и да ги заврши прва преговорите за евроинтеграција, стана или беше седната на помошна клупа и некако нашите соседи успеа и побрзо поминаа на таа линија. Ако земеме временски хронолошки да гледаме, ќе видиме дека сето тоа е систем на сврзани садови и влијанието и лошите политики кои што беа носени, брзоплетите одлуки, нестручноста, некомпетентноста и немањето на сенс за комплексноста на прашањата доведе до тоа денеска да звучиме како раштимар оркестар кога станува збор за прашања кои што и tekako директно ги засегаат животите на сите македонски граѓани. Многу ме разочарува кога ќе слушнам дека на една ваква комплексна дебата од лидерот на опозицијата добиваме порака во која што не само што ќе ја прошириме агонијата со историските комисии, туку ќе ги надградиме со уште нови идеи кои што се ставаат на маса без да се видат сите консеквенции, а на тој начин го рушат дигнитетот на македонската наука и на македонските научници и истражувачи. Исто така, не можам да се сложам и како универзитетски професор, и како политичарка, да дискутираме во политички речник нешто што се третира како академија и научен мисловен процес. Таквите процеси се работат на научни конференции, на научни собери, се работат онаму каде што науката го има последниот збор, а не политиката. Бидејќи политиката може да биде стручна, може да биде активна, само онаму во доменот каде што е дозволено да се управува во одреден мандат со државните прашања. Она што се однесува на емоцијата, она што се однесува на науката, на традицијата, тоа се прашања кај што треба политиката што подалеку да ги држи своите раце. Се додека политиката се меша во овие прашања, ќе имаме комплексни проблеми и ќе имаме едноставно, како да кажам, тунел без излез. Од друг аспект,
ако збориме дали одиме чекор по чекор и дали треба некаде да засилиме или да помогнеме, ова е добра платформа и затоа уште еднаш ќе кажам, сум благодарна и на вице-премиерот за евроинтеграција и на министерот Антоновски што денеска се тука со нас и може да ни одговорат за сите прашања кои што суштински ни се битни. Сите овие теми, особено во однос на имплементацијата и законодавниот дом, морам да ви кажам дека сме подготвени да ги имплементираме стручно и коректно да ги издебатираме во парламентот и да ги спроведеме, да ги завршиме до фаза кога ќе може да се имплементираат и на терен и да видат и македонските граѓани бенефит од истото. Сакам да упатам една јасна порака. Македонија има право да бара да биде дел од европското семејство. Ние не сме отпадок, не сме маргинална провинција од поранешната Отоманска империја. Ние растеме и ги носиме сите вредности кои што ги имаат нашите пријатели во Европа. Она што ни фали е да се направи разлика помеѓу тоа што е национален интерес, зад кој што застануваат сите политички субјекти во државата, а што се политички борби и различни ставови, што е сосема легитимно и така треба да биде во едно плурално општество. 30 години ја учиме лекцијата да си го исправиме грбот. Време е да се однесуваме на истиот начин. Ви благодарам.